Благодарам. Не сум задоволен од одговорот затоа што известувањето за концентрација која што е донесена од Комисијата за заштита на конкуренција, која што комисија ова го направила на 15 април 2019 година, а денес сме 30 декември 2020 година, значи година и 7-8 месеци, нема никакво испитување на потекло на капитал, иако самите пишеле дека собственик е Галена Resources Equity Limited од Кајмански острови и не продолжуваат натака, како што рековте вие, во собственичката структура, почитувајќи го законот, кој што точно е дека е таков, но овдека во ова известување од страна на Комисијата за заштита на конкуренција истото не е подпишано. Со мало истражување, а јас ги немам ресурсите кои што ги имаат надлежните органи, може да се стигне до следниве податоци. Првото е дека Галена Asset Management има 53,1% од акциите во Euromax. Второ, дека откако влегле со 53% во Euromax, за неизвршен директор го поставуваат Иван Вутов, кој што е син на Цоло Вутов. Претходно зборував за најголемата или најмалата куќа во светот со најмногу компании, со 20.000 регистрирани компании на една адреса. И еве дополнително уште една информација. Така оди ланецот на информации, што практично мора да се вклучат овдека државни органи и да побараат меѓународна правна помош за да се стигне до крајен собственик. Затоа што, например, вели вака, слободен превод, Галена Resources Equity Limited е контролирана и менаџирана од Галена Asset Management, и исто така регистрирана на Кајмански острови, која што има бизнис во мали и средни предпријатија и откупување на долгови. Економските интереси се контролирани од Галена Resources Equity, економските интереси на Галена Resources Equity Limited се контролирани и поделени помеѓу Трафигура Груп, значи уште една компанија во ланецот, и бугарски ентитет кој што е собственост на Цоло Вутов, татко му на овој кој што го ставиле во борд на директори на Иловица откако влегуваат во Euromax, и е поврзана со Геотермин Груп. Цоло Вутов е член на бордот на директори на компанијата и главен собственик на акции во Геотермик Груп. Јас до овде стигнав со истражување, повеќе не можам, немам услови, толку се јавно достапни информации, повикувам институциите, пред се Управата за јавни приходи, Финансиската полиција и мислам најбитно финансиското разузнавање преку правна помош да продолжат, и јас овие документи стојам на располагање да ги давам. Благодарам.